Новиот оперативен план на владата за вработување на млади, вреден 40 милиони евра, не само што ќе ја намали невработеноста и ќе обезбеди подобар живот за граѓаните, туку ќе го спречи и одливот на мозоци и работна сила од државава, што е рак рана на сите земји од регионот. Македонија превзема сериозни мерки за да ги задржи младите дома. Планот кој опфаќа мерки за самовработување на лица до 29 години, но и над 29 години, како и поддршка за фирмите при вработување на лица е досега најголем по опсег, дури 7,5 милиони евра повеќе од лани. Интересот посебно кај младите е огромен, тие се подготвени да свртат нов лист и да си обезбедат сигурна иднина. Во денешница ова е многу тешко, пошто со занает да се почнете тешко. Моја желба е да научам да отворам свој бизнис за козметика. Колку време си без работа? 6 месеци. Тешко се функционира без сопствени пари? Да. Секој почеток е тежок. Младите кои се заинтересирани за отворање на занаетчиски фирми прво прашуваат дали има субвенции. Оти отворањето на занаетчиски дуќан денес е луксус. Само подмирувањето на месечните трошоци надминува сума од 30.000 денари, вели претседателот на регионалната занаетчиска комора од Охрид. Сите кандидати, потенцијални кандидати за отворање на занаетчиска фирма прво прашуваат дали има субвенции, дали има некои поволности за отворање за регистрација на нова фирма. Најпроблематично е занаетчиство последниве неколку години, со тоа што со отворањето на неколкуте фабрики за производство на резервни делови за автомобили, голем дел млади замина таму, за пристојни плати реално да зборим. Сепак, ова е една од најатрактивните мерки досега. Лицата кои ќе бидат избрани за отворање на бизнис ќе може да користат до 10.000 евра, над 29 години до 7.000 евра. Досега има рекорден број на апликации, преку 6.000 апликации на ниво на Македонија. Ние како влада и како Министерство за економија и труд, преку вакви мерки, како што е оперативниот план, преку одредени законски измени и решенија кои се во тек и ќе следуваат во иднина, гледаме да овозможиме што повеќе невработени лица да се вработат и поголем дел од младите луѓе кои што се работоспособни, а помалку ги има на пазарот на трудот, да ги задржиме тука во Република Македонија. Интересот за овие мерки е голем, ние цела зима постојано доаѓаат невработени лица, се интересираат и работодавачи за мерките. Инаку, согласно оперативниот план за 2025 година, предвидено е да се вклучат вкупно 16.057 невработени лица на ниво на држава. Освен за младинско самовработување, има мерки и за вработување на 400 пожарникари, што е од големо значење, посебно во лето.